студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Расте бројот на хоспитализирани ученици од основното училиште Димо Хаџидимов, кои се на детска клиника примени со силни болки во стомакот, повраќање и диареја. Земени се мостри од храна и вода од училиштето, а првичните резултати се очекуваат во текот на денешниот ден. Расте бројот на хоспитализирани ученици на детската клиника од основното училиште Димо Хаџидимов. Директорот на клиниката вели денеска се примени уште 3 нови деца со силни болки во стомакот, диареја и повраќање, а некои и со покачена телесна температура. Инаќа примивме уште 3 деца од истото училиште. Сите се со слична клиничка слика и симптоми сомнителни на алиментарна токсоинфекција, со стомачна болка, повраќање, кај некои од нив има и диареја и покачена температура. Децата се на возраст од 6,5 години до 12 години. Заедничко е тоа што доаѓаат од исто училиште. Сега во однос на епидемиолошката анкета, некои од нив јаделе од храната, тамо некои се сомневаат на водата. Тоа треба да се сигурно испитува понатаму епидемиолошки. Но што е причината за лошата здравствена состојба кај учениците се уште не се знае. Потребни се 48 часа од земените примероци да може да се утврди дали е труење, вирус или нешто друго. Се земале мостри од храната, млеко, мусли, круасан и мусака со месо. Примероци се земени од водата во училиштето од 6 места. На едно место физичко-хемиската анализа за водата не излегува од параметрите, но се чекаат микробиолошките резултати. Речиси половина од децата пак, кои ги имаат симптомите, не јадат во кујната. Првичните резултати ќе бидат готови утре, вели директорката на ИЈЗ. Земени се брисеви од површини од клупи од 3 оделенија. Земени се брисеви исто така од површини во кујната, како што се прибор за јадење, лажици, вилушки, садови во кои што јаделе децата, како и работни пултови од самата кујна. И земени се примероци за вода од 6 места во училиштето, вклучително и кујната. Сега имаме пријавено 20 официјално пријави за деца, од кои што 7 деца по епидемиолошките анкети се изјаснуваат дека воопшто немале контакт со кујната во училиштата. Според градоначалникот на Карпош, Сотир Лукровски, станува збор за 30 деца кои ги пријавиле овие симптоми, а имало и кај повозрастните. Големата отсутност во училиштето се должи или поради превентивни мерки или поради други здравствени причини кај учениците. Имаме околу 30 на дечиња со симптоми, што интересно имаме и меѓу нив имаме деца кои не користат храна. Имаме симптоми кај повозрастните, јас сум 2 дена со некои слични симптоми. Така да не се злоупотребува ситуацијата. Вчера бројната состојба негде 70 и нешто ученици биле отсатни од настава, меѓутоа тоа не значи дека се сите по основ на труењето или што и да е со одредените симптоми. Од Агенцијата за храна и ветеринарство денеска направија вонредни инспекциски надзори во повеќе училишта во општината Карпош. Инспекциски тимови на АХВ денес проведуваат вонредни инспекциски контроли во кујните на 9 основни училишта во општината Карпош, со кои стопанисува истиот оператор со храна, во чија сопственост е и централниот магазин, кој се наоѓа во основното училиште Димо Хаџидимов во Скопје и од каде се набавуваат репроматеријали за подготовка на храна. Во рамки на вонредните контроли во овие училишта, каде нема деца кои појавиле симптоми на труење со храна, се земаат мустри од храна и од работните површини за лабораториско тестирање, соопшти од Агенцијата за храна и ветеринарство. Наставата во основното училиште Димо Хаџидимов денеска тече непречено. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Премиерот Христијан Мицкоски предупредува дека над 70% од пензионерите ќе добиваат пониски пензии доколку Уставниот суд го укине линеарното покачување. Од Уставниот суд посочува дека постапката е во втора фаза и конечна одлука се уште нема. Опозицијата пак предупредува на загрозена одржливост на пензискиот фонд. Над 70% од пензионерите ќе земат помалку пари, тврди премиерот Мицкоски. Од собраниската говорница премиерот излезе со тврдење дека Уставната судика Кацарска веќе донела одлука за укинување на линеарното покачување на пензиите. Иако тоа ќе значи помал притисок врз буџетот, Мицкоски вели дека ова е неправда кон пензионерите кои имаат најниски примања во државата.
Последните информации се дека веќе одлуката е донесена, дека е подпишана од нејзина страна и дека пензионерите веќе нема да добиваат линеарно зголемување на пензиите, туку согласно процентите утврдени по законот кој што претходно важеше. И тоа само за информација, подразбира дека 70% од пензионерите ќе добиваат помала пензија од следниот месец. Поради оваа иницијатива на оваа судика, која што е дел од Уставниот суд. А замислете истовремено, најверојатно, следната одлука, која што ќе дојде од истиот суд, ќе биде да ги одмрзнеме платите на судиите и обвинителите. Од Уставен судамант велат дека постапката е отворена, но конечна одлука нема. Судот укажува дека на седница одржана на 19 ноември со мнозинство гласови изрази сомнеж во уставноста на членот 2 од законот. Во тек е втората фаза од постапката во која се бараат мислења од доносителот и од предлагачите на законот, пошто ќе следува конечна одлука. Јавноста ќе биде известена кога овој предмет ќе биде ставен на седница за гласање. Велат од Уставен и потенцира дека предмет на преиспитување е само новото линарно покачување, а не 5000 денари кои пензионерите ги добија претходно. Одржливоста на пензиите е загрозена, обвини и опозицијата. Тренчевска тврди дека за декемвриската пензија нема пари, а дупката во фондот за пензиско достигнува 1 милиарда евра. Заменик министерот за труд ја обвини дека со лаги се е страв помеѓу граѓаните. За декемвриската пензија нема средства. За сето тоа бројките се сведок и тие постојат во документите. Ова значи дека вие немате пари за да трансферирате до фондот за пензиско за да се исплати декемвриската пензија. За каква социјална сигурност на пензионерите зборувате или важно ви беше да ги искористите и излажете граѓаните за време на изборите? Нема да сеете страв дека пензискиот фонд бил пред колапс, немало да има пензија на 1 декември, сето тоа се лаги и сето тоа ќе биде демонтирано за само неколку дена од денеска, кога што ќе бидат исплатени тие пензии и цела 26-та, 27-та години од денеска натака. Така да граѓаните нека бидат мирни. Покрај редовните пензии, Велковски вели дека е предвидено и законското покачување на пензиите во март следната година. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Американската амбасадорка Анджела Агелер во интервју за TV21 ја поздрави посветеноста на владата во процесот на евроинтеграција, но упати и силни критики кон неефикасното судство. Македонија напорно работи на процесот на евроинтеграција. Американската амбасадорка е цврсто убедена во посветеноста на владата да најде решение по проблемот кој го наследи во односите со Бугарија. Таа во интервју за TV21 вели дека е охрабрена од ангажманот и фактот што македонските представници постојано се во Брисел и другите европски престолнини во обид да ги прецизираат очекувањата со Европската комисија. I think that, yes, I am 100% certain that they are So you working. wouldn't agree with anyone arguing that you're turning a blind eye on the constitutional change that this government isn't doing anything? Yeah, I don't believe that. You don't agree or you don't believe that I you're do turning a not. blind eye? I know that they are working very hard in Brussels and in other European capitals to find a solution. I am encouraged by the fact that I see that they are actively having conversations about paving the way and a process. Агелер упати силни критики до судството за кое констатираше дека се уште не испорачува резултати. На премиерот му порача од зборови да преиде на дела. What I would like to see is less talking from the Prime Minister about the judiciary and action within the judiciary. There are rule of law issues that are simply not being addressed. And, the Prime Minister is the President of the government, and he has a role to play. Агелер го поздрави апсењето во случајот ИПАРТ, но изрази сомнеж дека вината треба да се ограничи само на еден човек. Таа изрази задоволство од напредокот во изградбата на коридорот 8, кој рече дека го гради врвна американска компанија и кој според неа не само што ќе зајакне безбедноста на државата, туку ќе помогне и во нејзиниот економски развој. Александар Спасовски, Сител телевизија. Македонската